Врсничкото насилство е се поприсутно во Македонија. Од стартот на учебната година до денес официјално 6 деца пријавиле дека биле вознемирувани од соученици. Но, неофицијално се претпоставува дека бројките се поголеми и дека учениците во многу случаи стравуваат или се срама да пријават вознемирување. Министерката за образование Весна Јаневска најави поголема заштита на младите од државата преку законски измени кои се подготвуваат со кои ќе се добие стручна помош и поддршка. Новите законски решенија ќе им овозможат да си работат својата собствена работа, односно ќе инсистираме многу повеќе да се присутни во училиштата со нивната стручност и да помагаат во решавањето на овие проблеми. Министерката нагласи дека е многу важно да се спроведе меѓуресорна соработка, но и вклучување на невладиниот сектор за успешно справување и превенирање на овој тип на насилство. Учениците може да се соочат со проблеми и надвор од училиштето. Затоа е потребно во процесот на заштита и поддршка на младите да бидат и социјалните работници. Заменик министерот за социјална политика, демографија и млади најави дека ќе се гради систем со кој ќе им се даде појасна слика за семејствата во Македонија. Самото Министерство за демографија, социјална политика, демографија и млади навистина има голема улога во делот и надворот самиот училишен процес, а тоа е постојаноста на присуство на нашите служби од социјалната работа да бидат буквално на ситуацијата во секој еден дом, во секој едно семејство и да даеме навистина максимална поддршка пред се на младите луѓе кои што се соочуваат токму со една ваква ситуација. Невладините задоволни од вклученоста на државните институции во справување со врсничкото насилство. Станува збор за активност во делот процесот за застапување за креирање на соодветни решенија во делот на менталното здравје и благосостојбата кај младите, со посебен фокус на училишната средина, односно трансформирање на училишната средина во средина која што се грижи и поттикнува благосостојба и пријатен развој кај младите. Од следната учебна година учениците ќе имаат настава и за ментално здравје.